Во 1815 година Русија, Австрија и Прусија ја формираат Светската алијанса која подоцна ја подпишаа сите европски владетели, освен британскиот регент, папата и турскиот султан. Целта на сојузот беше да ги задуши револуционерните движења во Европа по Француската револуција и Наполеоновите војни. Во 1849 година роден е рускиот физиолог Иван Петрович Павлов, основач на Институтот за експериментална медицина, добитник на Нобеловата награда за медицина во 1904 година. Врз основа на експерименти врз кучиња ја воспостави теоријата за условен рефлекс и неговите дела за инервација на срцето и црниот дроб, чии функции се значајни. На денешен ден, во 1918 година, сојузниците започнаа општа офанзива во Првата светска војна, што доведе до пораст на централните сили и крај на војната во почетокот на октомври. Во 1945 година, унгарскиот композитор и пианист Бела Барток умре во Њујорк. Неговата работа отвори нови насоки во развојот на унгарската музика. На глобално ниво, тој е еден од основачите на новата музика на 20 век. Во 1960 година се одржа првиот ТВ дуел на председателските кандидати во Америка. Како дел од кампањата за председател на САД, тогашниот подпредседател Ричард Никсон и сенаторот Џон Кенеди се соочија на националната телевизија. Во 1969 година војната хунта во Боливија, предводена од генералот Алфредо Ованд Кандија, го собори председателот Сил Салинас. Во 1980 година во експлозија на бомба во близина на Минхен загинаа 13, а повеќе од 200 беа повредени. На овој датум, во 1984 година, Британија и Кина се согласија да го вратат Хонг Конг на кинескиот суверенитет во 1997 година. Хонг Конг им припаѓал на британците врз основа на мировниот договор во Нанкинг во 1842 година. Во 1989 година Виетнам ги повлече своите војници од Камбоџа, кои беа во земјата од крајот на 1978 година, оставајќи ги владините сили на Хун Сен, сами да се борат против маоистичката герилска организација Кмер Руж. Во 1995 година почна судењето на поранешниот италијански премиер Џулио Андреоти под обвинение дека има блиски врски со мафијата. Андреоти беше избран за премиер на Италија 7 пати и беше еден од символите на повоена Италија. На денешен ден, во 1997 година, италијанскиот суд ги осуди шефот на мафијата Салвадоре Рино и 23 негови најблиски соработници на доживотен затвор за убиство на судијата Фалконе во 1992 година. Во 1997 година во земјотресот во централна Италија загинаа 11 луѓе и сериозно се оштети средновековната базилика во Асизи. Во 2000 година грчки траект Експрес Самина погоди подводен гребен крај островот Парос и потона за 20 минути. Во несреќата на бродот со над 500 патници животот го загубија 72 лица. Во 2003 година, по 11 годишна пауза поради избувнувањето на војната во поранешна Југославија, српската авиокомпанија Јат Ервејс лета на аеродромот во Сараево, повторно воспоставувајќи директен лет помеѓу Белград и Сараево. Во 2010 година холивудската актерка Глорија Стјуарт, која играше Роуз Калверт во филмот Титаник, преживеа на патничка од Титаник почина на 100 годишна возраст.
Во 2011 година умре Серхио Бонели, италијанскиот стрип уметник и издавач, творец на Загор, Господин Ноа, Дилан Кучето и други популарни херои на стрипови. Во 2012 година во Сирија за еден ден загинаа 305 луѓе, објави Сириската обсерваторија за човекови права. Конфликтите во земјата започнаа во март 2011 година. На денешен ден во 2015 година боливискиот парламент усвои делумна реформа на уставот, што ја возможува на претседателката Ева Моралес да се кандидира за четврти претседателски мандат во 2019 година. На референдумот одржан на 21 февруари 2016 година, граѓаните на Боливија гласаа против овие реформи.